Добар ден уште еднаш, сега од спортивното студио од Вестите, студиото кое што е наменето за емисиите Аргумент Плюс на Телевизија 24, како што и најави во централниот дневник, темата ќе биде платите на работниците. Во студиото се веќе представниците на работодавачите и на синдикатот, Иван Пешевски, Сојуз на синдикати на Македонија и Ангел Димитров, Организација на работодавачи. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за она што, како што се вели, работниците одат на работа. Така. Пешевски, да почнеме со вас. Вие имате барања, некој треба да ги исполни, да ги ставиме барањата на маса. Поверете. Сојуз на синдикати на Македонија потсетуваме како најголем синдикат на работниците во државата. Минатата недела спроведе анкета и едно истражување во кое што беа опфатени 1600 испитаници, на дадени одговори 500, 600 и 700 евра минимална плата, најголемиот процент припадна на одговор од 600 евра минимална плата и како председателство ќе ја разгледаме таа можност на следниот економско-социјален совет да побараме 600 евра минимална плата, бидејќи податоците кои што ги прибираме и од маркетите и онолку колку што поскапи животот за македонскиот работник покажуваат дека повторно овој месец преку 65.000 денари без стамбен кредит или кирија се минимум за да се преживее месецот. Она што досега го разгледувавме на органите и телата е дека навистина не се живее повеќе со минималната плата и генерално со платите во државата, имајќи во предвид дека 73,3% од вкупниот број на вработени се до просечна плата од 45.000 денари. Ако земеме дека останатиот дел се на минимална плата или помеѓу минимална и просечна, остануваме повторно на дното во регионот со исплатена минимална плата, со исплатена просечна плата и за едни земји што до вчера биле заедно со нас во Републиката, повторно каскаме многу и секој ден се повеќе и повеќе работници си заминуваат. Ако продолжи тој тренд и немаме коригирање на платите, а не го чекаме она усогласување во март, верувајте дека најмалку што може да направиме се протести и штрајкови, меѓутоа треба да свати другата страна, работодавачите и државата, дека итно и неопходно не утре, него вчера требале да дадат нова плата и да ги зголемат сите останати за да може работниците да бидат продуктивни и да одат на работа. Нека биде ова еден вовед во разговорот, Димитров, сега не 500, сега 600 евра. Проблем беше на стопанството да издвои 500 евра, сега веќе и таа сума е мала. Па јас не би лицитирал со бројки, 500, 600, 700 можеме и ние секако да ставиме. Се разбира дека анкетата што е спровел Сојузот на синдикатите ќе го даде мислењето на работниците и секој сака поголема плата. Основно е дека Македонија сакала некала мора да ги подига платите. Заради немање доволно работна сила, ради бегањето младите надвор и така натаму, но ние од Организација на работодавачи сметаме дека тоа не треба да се прави преку притисок на минималната плата. Зошто? Затоа што сметаме дека нашата минимална плата, споредена со другите критериуми како што е просечна плата и така натаму, е една од највисоките во Европа, бидејќи и повеќе од директивата на Европска унија што е за минимална плата, што е донесена 22 година. Значи, ево ги бројките, да речеме. Нашата минимална плата во однос на просечна плата во овој момент е 57%, но тоа е во однос на сега. Се разбира дека со покачувањето у март тој процент ќе биде уште поголем. Во Србија е 46% од просечна плата, а во Црна Гора 52%. Директивата на Европска унија од 22 вели дека минималната плата треба се движи околу 50% од просечна плата за да не предизвика проблеми во стопанството преку поголем притисок да поголем број работници земаат минимална плата, да работодавачите не можат да ги наградат и другите работници, кај нас се случувало тоа, дури синдикатот и на суд идеше со јавниот сектор, каде што порано се покачија само минималните плати, а не се покачија и другите плати на работниците, и тоа на еден начин води во демотивираност на добрите работници, они што треба да земат 2 и 3 пати поголема плата од минималната плата. Мене ми е криво што во Македонија не свативме и не знам, таа е политика на Сојузот на синдикатите, тие така си ја терат, дека кога се зборува за минимална плата, треба секогаш се мисли само на секторите кои се погодени од таа. Значи, оние сектори кои имаат ниски плати, ниска додатна вредност, ниска продуктивност и кои се погодени.
Не може да, кога зборуваме за минимална плата, да мислиме на банки, на осигурител компании, на телекоми и на така натаму, разни монополи и така натаму. Таму сега го се високи таму плати. воопшто не ги интересира тоа. Тоа не е прашање за нив. Затоа, ево да речеме, јас ги издвоих секторите кои имаат во овој момент пониска плата од 30.000 денари, од 500, ако е од 600 ќе бидат сите. Да речеме, рибарство и аквакултура. 28.600 за просечна плата. Ако ние ставиме 30.000 минимална, тогаш која ќе биде просечната? Треба сите работници да имат иста плата. Производство на облека 29 од 159 и тоа е 8 месец 25, значи ова се најновите податоци. Производство на кожа и слично 28.677. Значи тука не е многу повеќе. Производство на мебел 32.383. Значи не може да просечна плата 32.000, а минимална 30.000. Значи веднаш ќе направите проблеми во наградување, во системот на наградување. Од друга страна, дека тие се најпогодени сектори, зборува споредбата на бројот на вработени на овие сектори, да речеме, ево, во 2018 година и 2023 година. Секторите кои имале најниска просечна плата, тие фактички имаат најголем број на намалување и најголем процент на намалување на работниците. Рибарство и аквакултура од 2018 до 2023 паднало за 31%. Производство на облека од 34.566 работника паднало на 20.000, значи паднало за 42%. Кожа, која е уште пониска, паднала фактички за 54%. И затоа не може да кажеме дека нема влијание. Нема влијание на банките и осигурителни компании и на тие, но на овие сектори има влијание. И затоа сметаме дека би требало со синдикатите на еден начин да изградиме собствен став, дека многу е побитно во овој момент да ги наградиме подобрите работници. Оние кои не успеа имаат коефициент 2,5, а со минимална плата не добиле ништо. Бидејќи тие се засегнати со пораст на плати, а не само минимална плата, која пак ќе кажам, тоа е плата која треба да земат многу мал број работници, работници со најниско образование и кои работат наједноставен труд кој не бара голема одговорност и креативност. Колку се пешерски бројот на вработени кои што се со минимална плата? Нажалост, од кога почнавме да го зборуваме јавно ова прашање, овој проблем на работниците, излегува статистички дека се нула. Во моментов управата за јавни приходи вели нула се на минимална плата во државата, а до пред 2 месеци беа 38.000 работници на 24.357. И ако мислиме дека ќе ги сокриеме податоците за да ги направиме луѓето среќни дека нема луѓе на минимална плата, се лажеме. Јас ги разбирам работодавачите дека они секогаш ќе се жалат, ги разбирам и представниците на власт. Меѓутоа ние 30 години тонеме и излегуваме на крајот на денот ние како работници виновни за состојбата во државата, а не се виновни ни министри, ни пратеници, ни функционери, ни газди за ова што го гледаме на терен. Значи милионски суми профит на сметка на работодавачите наспроти минусни картички и кредити на работниците и повторно работниците се виновни и повторно работниците не биле продуктивни, не направиле ништо. Додиме со бројки, пола не ги разбрав, мој хендикеп, затоа што за такви дејности не ни е ни битно во Сојуз на синдикати на Македонија, лов риболов, да го земеме од Народна банка податок колку направиле профит градежните работници наспроти профитите на градежните компании. За 2024 во споредба со 2023 година, сето ова се разобличува бидејќи велиме работниците не се продуктивни. Градежен сектор нето добивка по вработен изнесува 600.000 денари, без малку 10.000 евра. Трговија, транспорт, складирање и гостителство 300.000 денари по вработен. Индустрија 200.000 денари, информации и комуникации 400.000 денари по вработен. Стручни и административни дејности 300.000 денари по вработен. Во цел корпоративен сектор просек е 300.000 денари по вработен. Пластично за гледачите ова значи дека секој еден работник за својот газда направил 5.000 евра профит. Тоа е цела негова годишна плата. Место он да ја земе, он ја дал на работодавачот. Затоа велам јас, кога ќе има прераспределба од колачот, онаква фер, како што имало некогаш, може да зборуваме и да мериме продуктивност. За 25.000 денари се слагам дека не се продуктивни работниците. А колку повеќе да бидат продуктивни? Оние што работат еве кои се податоците што ги направиле за своите газди. Оние што се во моментов нула, дај Боже да е таа статистика точна, дека немаме на минимум плата, меѓутоа до просечна плата се 73,3 од вработените. А во просекот влегуваат и именувани функционери и во државно и газдиве во приватно, и тројца само од газдиве 700.000 евра имаат поделено плата минатата година.
Дали знаете вие тоа колку го крева просекот и колку од луѓе во навистина работат за до 35.000 медијална плата која што никој не ја кажува, никој не ја мери. Излегува дека 90% од луѓево за таа плата работат и едва и крај со крај врзуваат. Па за да доработат на црно или за да доработат и втора работа, за да може да се прехранат, далеку од тоа дека може да си дозволат луксус. Би сакал само да ги искоментирам овие бројки. Статистиката е многу интересна. Науката може да се врти од сите страни и да ги вадите оние работи кои вам ви одговараат. Прво дека нема со минимална плата, ако се почитува законот, никој не може да биде со минимална плата, затоа што во минимална плата не влегува, да речеме, надоместо за минал труд 0,5% по година, автоматски ти имаш поголема плата. А од друга страна, ако ги почитува законот, исто така, ево кај мене, се работи за мал број работници, десетина работници од 310, кои не зимаат минимална затоа што јас ги дотирам до минимална плата. Значи за нормални сати во месецот, тие ако не исполниле, да речеме, норма или учинок до минималната, јас ја дотирам до минимална и плюс и ги давам сите награди што ги следува според система за градување. Така да и кај мене ќе испадне по бројки дека никој не зема минимална плата. Но во суштина овие дејности што ги кажав земаат и тоа има навистина поголем број работници. Ова со милионскиот профит. Пак, ако ги земете вие високопропулзивните дејности и тој профит го поделите на овие сиромашни дејности, што овде ги спомнав, што имаат прошла плата испод 30.000 денари, и ќе направите сарма, значи зелка и месо, и тогаш ќе добиете податок дека видите какви профити имаат, ајде да ги видим профитите на овие дејности. Значи, пред малку вчера или неќе зборев со професор Лазаров, тој сега моментално правеше една анализа. Во овие дејности, ако ги поделите целиот профит што го стваруваат компаниите во препродуцирањето да го даде на работници, не може да добие повеќе од 1000 денари во годината. Значи не може профитите од, пак ќе кажам, профитабилни дејности ги делите овде или од дејности кои се монополи во Македонија, да речеме телекомите и така натаму. 28.000, 27.000 не е минимална плата. Меѓутоа е блиску до минималната. Тешко се живее со таква сума на пари во текот на месецот. Нели треба и тие да одат погоре? Па ќе идат сега, во март сигурно ќе идат погоре, но тие ќе идат погоре ако иде и просечна плата нагоре. Значи пак ќе кажам, многу е битно ние целата плата во Македонија да дигнеме, а за да ја кренеме повисоката плата мора да ја зголемиме продуктивноста. Но кога речам продуктивност, Иван, не мислам јас на тоа дека работникот ќе работи многу побрзо него што работил сега. Продуктивноста на ниво на држава се гледа преку бруто домашниот производ по жител, што значи колку сите ствараме као држава, као народ, ново создадена вредност. Тоа неколку години веќе се видите таа продуктивност по жител е, да речеме, додадената вредност или бруто домашниот производ по жител, четвртиот квартал 24 година во Македонија е 9.419 евра по жител, Србија 11.731, а Црна Гора 11.220. Значи ние назадуваме и од овие државички, да не збориме за Европска унија. И сега ако ја споредите минималната плата за 12 месеци споредена со бруто домашниот производ по жител или продуктивноста по жител, ние имаме за 12 месеци минимална плата 75% од бруто домашниот производ по жител го јадиме, Србија 64%, а Црна Гора 54%. Значи ние пак трошиме многу повеќе него што ствараме. Затоа дебатата во оваа држава треба да биде како да ствараме повеќе, како да промениме структурата на стопанство, место едноставен мануелен труд, мотање на каблови, шиење на седишти така натаму, да имаме дејности пропулзивни кои ќе донасаат по работник многу повеќе. Тогаш автоматски целиот стандард ќе се покачи, но не само на работниците, ќе се покачи и на амбулантите, на здравството, на образованието, на полиција и така натаму. Значи, ако немаме економски раст, ако не ствараме повеќе, не можеме да идеме напред. Готвени сте да вложите во нова апаратура, во дообукација на кадарот. Само така може да имате поголема продуктивност. Па секој знае како е неговата работа, да речеме, ние предходните десетина години инвестиравме доста во автоматизација, успеавме да ја зголемиме продуктивноста, но таа е ограничена, не може да ја зголемите продуктивноста онолку колку што растат трошци за плати. Од 2004 година до 2024 година во конфекцијата што ја раководам, трошоците за работници се покачени за 250%. А додека цената на нашата услуга спрема странство е порасната за 70%. Значи тоа е тако голем расчекор што од една страна
ни го руши билансот, не може да обстануваме, од друга страна не прави неконкурентни скапи за тој вид на дејност, да, лом производство да речеме. Друго е ако вие произведувате некоја софистицирана работа и генерално прашувам, генерално во стопанството, дали бизнис секторот е подготвен да вложи во дигитализација, да вложи во нови машини, да вложи во работникот да иде на обуки, на доквалификација за да може да ствара повеќе. Мора, ако сака да обстане, секој мора да вложува, затоа што освен оние што работат нешто на домашниот пазар, каде ради разни причини, да речеме, зголеми транспортни трошоци и така натаму не исплативо да се увезе, па секогаш новите зголемување на плати ги лесно компензира со пораст на своите трошоци. Значи, ја ако работам на домашен пазар и побарувачката ми е таква голема да ја и да и качам и 20% цените, пак ќе продадам све, најлесно е овие зголемени трошоци за плати да ги покачам преку инфлацијата. Но оние што работат на странските пазари, кадеш конкуренцијата е огромна, и тоа од држави кои што имаат 4 пати пониски плати од нас, тие не може тоа да го направат. Страницот нема да ви плати на вас поголеми плати заради тоа што вие сакате да имате поголеми плати, а овие да имаат 4 пати пониски, да речеме, од далечниот исток. Така да пазарот е неумолив, тој што нема да се прилагоди ќе пропадне. Но тука ја јавна дилема поставувам. Македонија тешко е менува структурата на стопанство. Да, ви спомнав овие од тирзоните кои има огромни привилегии у државата, користеа 10 години неплаќање придоници, даноци и така натаму и други привилегии, пак влегоа дејности со мала додатна вредност, со ретки исклучоци на 2-3 фабрики од електрониката и ова. Али имаат повисока плата од просечната. Па имаат, ама 10 години не плаќаа придоници, знаете колку пари е тоа? Тоа е 50% на она што го платиле. Тоа треба стопанството да... сега, значи овде прво што треба да направиме во тирзовите да не пуштаме компании, бидејќи таму многу не коштат као буџет, кои не донасаат додатна вредност и кои нема да бидат поврзани со нашите компании, да може да купуваат дел од репроматеријалите кај нас. Бидејќи во овој момент целиот кабел и се што треба за таа индустрија се увезува од надвор, овде се конфекционира и се враќа назад, државата што добива, освен тие нето платите што ги плаќаат работници. Значи, као држава мора да изградиме стратегија. Ако сакаме повисок стандард, а сите сакаме, тогаш како да ја промениме структурата, наместо традиционалните дејности на текстил, на мебел и така натаму шумарство, да воведеме дејности кои ќе донесат многу повеќе пари за оваа држава. И тогаш ќе има повеќе за сите. Што го зборувате, меѓутоа вие барате плата сега, не сега туку вчера. И велите продуктивни сме толку што не плаќате. И многу повеќе од тоа, бидејќи бројките покажаа дека работниците обезбедиле многу поголем профит него тој што си го рачунале работодавачите, делот од нив што си следи од плата како данок према државата си е платен и луѓето едноставно, кои ги слушаме работодавачите и политичари, ви излегува дека не смеете да плачете, ќутете да не биде и полош. Ние повторно вадиме податоци дека со порастот на минимална плата не се затвараат компании. Или оној што се заканува дека ако се покачи платата, ќе ја затвори компанијата, јас му велам слободно затвори ја и оди кај пријателот до тебе, работи за 500 евра плата и види како е. Тоа зборувате за помалите компании или за големите што вели Димитров што вели дека ќе затвори, никој не затвора. Еве ви кажувам, во Македонија никој низ години не затворил. Мислам има затворени, бројот на отворени е поголем од бројот на затворени. И тој тренд расте токму од кога е воведена минималната плата. Мала ретроспектива, 2012 година беше 8050 денари минимална плата. Тогаш кошничката беше 30.000 денари. Како поминуваа годините, растеше и минималната и просечната, тоа не може да не се должи на продуктивност. Повторно кажуваме дека македонскиот работник и го вреѓаме дека не е продуктивен, затоа сме таму кај што сме. Јас пак велам, колку попродуктивен да биде, место еден джип, 2 джипа да му обезбеди на газдата во текот на годината. Еве нека кажат работодавачите или ако не се задоволни од работниците, нека си подадат рака со државата и нека го решат проблемот. Ние ќе аплодираме тогаш. Нема да чекаме да си подаеме рака работниците и работодавачите, бидејќи никад нема да си подаеме. Никогаш они нема да кажат дека 500 евра е доволно и спремни сме ќе ја дадеме. Во моментот кој ќе дадат и 600 евра минимална плата, тогаш ќе нема работници, бидејќи Македонија од ден во ден со автобуси се празни и квалификуван, и ниско квалификуван, и високо квалификуван кадар се заминува од тука. Затоа што со истиот труд, за истите часови прават многу поголем и профит за тие газди во тие земји и многу поголема плата за нив самите. Останува и да живеат таму и да заработат за да вратат во Македонија. Не се покажа пракса дека некој работодавач си замина од Македонија, дека некој министер или пратеник си заминуваат работници. Значи не може да не убеди нас во Сојуз на синдикати на Македонија и покрај сите анализи дека добро се живее ако си работник, а лошо се живее ако си представник на власт и работодач, кој што секојдневно и цел ден само тоа слушаме. И излегува дека ние немаме време да се пожалиме. Нас ни е супер. Фирмите, ако сакате на кратко,
2022 година, кога платата нагло порасна од 15.194 на 18.000 денари, ново основани 7.062 фирми, избришани 5.600. Значи скоро 2.000 ново отворени. 23 година, минимална плата од 18 на 20.175, 7.000 нови, 3.300 затворени. 24 година, со раст на минимална од 20 на 22.500, 6.600 нови, 2.800 затворени. И таа теза пропаѓа во вода дека ако се зголемат платите ќе се затвараат фирмите. Јас морам тука да реагирам. Таа теза фактички тоа не е теза. Ангел, да. Податоците ни се од ДЗС, УЈП и Народна банка. Не се ова податоци, да, што ги значи, ама прашање како ССМ. Дали високи податоци треба да се ги споредуваат. Значи, прво, има анализи кои и МОД ги правеше и ССМ дека порастот на минимална плата од 12 на 14.500, ама тоа беше 2018 година, не значил намалување на работни места и све. Основно е што е? Тогаш минималната плата била 50% од просечната, а сега е 57%. Значи сега веќе е многу доближена до просечната. Ние кога стартавме со минимална плата 2012 година, 8.050, како што кажа Иван, тоа беше 39,6% од просечна плата. Значи не може вие да го споредувате тоа време 39,6 со сега со 57% и да кажете и сега на 57% од просечна ние гарантираме бидејќи бројот на фирмите не се намалиле. Ама адекватен податок е бројот на работниците, а не бројот на фирмите. Ево го бројот на работниците тоа во цела преработувачка индустрија, кај паѓаат и добри гранки. Значи индустрија, не зборам само сега за текстил и за што велат бројките се намалуваат. Бројките се ево 2018 број на работници во преработувачка индустрија 8 месец, значи била 136.397 работника, а 2023, чека е уште помалку, ова е последниот број што го најдов, 126.705. Значи ние сме изгубиле 7,1% за тие 2 и 3 за 5 години. Кога имавме најголем пораст на минималната плата. Преработувачката индустрија. Па една од причините е и губење на конкурентска способност заради повисоките плати. Една причина, не е само тоа. И падо да речеме на нашите стратешки партнери надвор, и тоа влие. Но и ова влие. Значи, вие не може да биде конкурентни ако се 4 пати поскапи од вашите конкуренти надвор од држава. Не мислите дека си се спакували си заминале тие луѓе, тие 7%, заради висината на платите? Може би некои се отишле, но тоа не е, знаете, се одат и млади луѓе кои на богати фамилии кои ги пратите вие да студираат надвор, кои ќе видат животот таму, кои ќе видат системот како функционира, кога нема корупција или е минимална, кога владење на правото, кога никој ништо нема партиски да ве тера вие да активист да бивате и така натаму. Да, сакам да кажам дека не е се тоа само избркани луѓе кои што не може да се платат. На крајот ево Македонија, ако да речеме заради ниските плати се избегале многу во Србија. Многу сега процентуално однос на жители, не знам кој е број, ама вкупно многу повеќе. Си бегат од Хрватска. Дури и Словенија се жали дека и од Словенија се бегат. Сега почна да бегат и од Германија, и тоа цели компании. Зошто? Затоа што се наруши конкурентската способност. Затоа што со нивната транзиција кон зелена енергија, цената на струјата отиде 10 пати повеќе, ги затворија нуклеарките, имаат бирократизација невидена во државата, плаќаат покрај домашните даноци и за Европска унија и све, кој е само обична бирократија, и автоматски ја изгубија конкурентската способност со Кина, со Америка, со Јапонија. Значи, земјите го извештај на Марио Драги што вели, дека теоретски факултетите во Германија се можеби подобри него америчките и кинеските, но само во базно знаење, во теоретско знаење, во апликативно знаење, во практично знаење, кинезите се 10 пати подобри. И затоа имаат, да речеме, за многу поевтини пари, многу подобар автомобил електричен него што имаат германците. Значи, тука е борба на пазарот, ама таа борба се води, треба да се води системски, прво од образованието, а не као кај нас 50% замислите од невработените во агенцијата се без основно образование или со основно. 50% и ние сега зборуваме за продуктивност, за дигитализација, за све. Како може да има 50% луѓе на еден начин неписмени? Второ, квалитетно на оние што завршиле. Не може јас да завршам електро или финки, да речеме, сакам да бидам софтвераш, и после факултетот веднаш да упишам кај приватна некаде да идам семинар, да учам програмски јазик, бидејќи тој што се учам на факултет веќе не е актуелен, со него не се програмира. Значи, тие таквите работи влијаат на целокупната економија.
А ние можеме да делиме, како што вика еден мој пријател, кажи на синдикатите како ќе качиме 25% платите веднаш. Ако е зголеми продуктивноста, вика 27. Лесно е да кажеш тоа, ама ајде како да е зголеми продуктивност за толку за да ги качиме платите. Секое покачување на продуктивноста не е тоа флоскула, не е тоа е докажано економски. Многу повеќе од зголемување на продуктивноста, качувањето на платите предизвикува инфлација во државата. Можам барем од досегашниот разговор да заклучам дека тоа е до нова година интервентно зголемување нема да има на минималната плата. Само за ова за потрошувачка кошница. Значи, потрошувачка кошница многу растеше повеќе него друго било кој податок у Македонија од 2012 до сега. Значи, гледано и според GDP по жител, гледано и според просечна плата, потрошувачка кошница има најголем раст. И тука, затоа јас очекувам дека на следната седница Економско-социјалниот совет владата ќе излезе со потрошувачка кошница подготвена од Министерството за економија. Државна, како што го прават да рече во Црна Гора, кај што потрошувачка кошничка синдикална е 130 евра, а потрошувачка кошница од Министерството е 620 евра. Значи, да ги видиме вистинските бројки, бидејќи треба да бидеме најасно дека овде со бројките може многу лесно да се манипулира. Значи, не може алкохол, владата или да ни каже. ССМ какви се бројките или какви се трошоците. Не, ама тие бројки се користат за да се потврди дека ова минимална плата е мала. Целите вивнаат облаци веќе. Ама уште ќе вивнуваат. Докажано економски е дека ако почне трка меѓу плати и цени, платите губат секако. Платите ќе изгубат. Бидејќи мора да јадеш, мора да одидеш у дисконт, мора да купиш нешто. Значи мора да се порасне продуктивноста па да ја качеме платата. Во тој случај нема да предизвикуваме инфлација. Во сите други случаи инфлацијата ќе ни биде неминовна. Па на еден начин овие бројки што и кажав, платите во однос на GDP дека трошиме 75% од GDP што го свараме годишно за потрошувачка, а што ќе остане за развој, што ќе остане за инвестиции, што ќе враќаме кредитите надвор. Значи, знаете, синдикатите економијата си ја многу поедноставуваат за да може да ги оправдат своите барања за кои јас се слагам дека се окей. Но економијата не е така едноставна. Да би била така едноставна, нека го напишат ова како програма партиска или и владина програма, па нека го спроведат. Чекайте малку, вака се. Почнавме малку да се навредуваме, а сакам стварно да сме објективни и да кажуваме во име на сите работодавачи, кога зборува Ангел, и во сите на... Прво, синдикалната кошничка која што ја пресметува ССМ за да докаже со колку не се може месецот, 65.000 денари и основните продукти за живот ние не ги измислуваме. Сме ги земале од Државниот завод за статистика, он веќе не ја пресметува, тогаш беа 113 производи, сега се 63. И тоа ли е луксус? Не, Ангел, зборевте 10 минути. Ама зимате цени за некој достава дома да ти донесе храна. Не, тоа дали е за минимална плата? Не, сега не кажувајте глупости на телевизија. Па така, па слободно кажа јавно. Какви јавно, какви бакрачи, стокома кикам. Стокома кикам. Ако се најскапи маркети дома да ни носат, отворете кошничката, има цела студија. Најефтини продукти, овоше, зеленчук, најнеопходно во месецот се 65.000 денари со сопствен кров над глава, во спротивно е 80.000 денари. И сега државата, ако чекаме кошничка дека ќе не убеди дека се живее со 30.000 денари, ќе живееме со 30.000 денари на овие цени. Јајцава не порасна 40 денари за една недела. Сега ние се правиме дека тука тоа што ќе кажеме тоа е вистина. Има народ ќе цени. Пензија у Македонија. Не ме занима за пензијата, си има здружение на пензионери, си се бори за пензионерите. Меѓутоа платите се повеќе од катастрофални. И да не вразуваме продуктивност, сите знаеме тоа е лекција уште во прва средно дека ако има продуктивност ќе има поголема плата. Ајде, сега кај се парите во државата? Во џебот на представниците на власт и работодавачите или во џебот на работниците? Кој е тој што кубури и живее од ден за ден во државата? Пензионерите и работниците или работодавачите и представниците на власта? Вие барате економисти од кај нас, еве ги податоците што сме ги собрале со економското биро во Сојуз на синдикати на Македонија, ова го покажуваат. Да не се правиме тука при очи слепи дека во државава лошо живеат пратеници, министри и директори, а добро живеат работници. 35 години да се докажам. На работникот со памукче крвта му ја пиете и затоа си заминал тука и не очекувајте попродуктивни работници за овие плати. Тоа е јасно како ден, тоа не треба да го читаме ни по GDP, ни во средно економско, ни на правен факултет. Прифатете дека ги подценувате работниците, дека ги вреѓате и дека и на ваше истражување како ОРМ помеѓу Македонија, Бугарија, Италија и Малта се согласувате дека главен мотиватор на еден работник е платата. Ако е платата, одвојте од вашиот дел и дајте на работникот. Толку бара работникот, не бара ништо повеќе.
Значи, оние што имат, јас се слагам, треба да извојуваат повеќе. Значи, тоа е и по гранки, не е така. Не, земи го вкупниот профит на сите текстилни компании и подели го на број на работници, па ќе видите колку ќе земат. Да видите колку ќе земат. Кој вози во текстилниот? Шијачката или работодавачот? Што вози? И шивачката вози. Да, вози. Да, дојди да видиш машинскиот парк, авто парк. Ова што спорувате за профит од 300.000 евра, плата од 300.000 евра. Тоа е прашање на системот на даноци кај нас. Значи, не може јас да поделам 300.000 евра плата и да платам 10% персонален данок, бидејќи на 16 плати не се плаќаат придониси, а ако не сум ги поделил, останат на крај година као профит, као добивка, ќе платам 10% добивка и кога ги излечам плюс 10%, 20%. И тие луѓе си го користат тоа, вика зошто да платам плюс 10%, појарно да ги извадам како плата, него данок на добивка и дивиденда. Значи, тука државата треба за таквите работи и за богатите фирми да воведе и прогресивен данок. Не може така, ако не плаќа придониси, тогаш мора да плати повисок персонален данок, па и 50% нека плати од државата. Како што плаќаат работниците на 100 динара, 50 динара плаќаат. А овој ќе плати 10%. Значи се слагам побогатите да плаќаат повеќе. И од данокот на добивка мора да биде тако. Не може да бидат 3 банки да има добивка за последниот квартал повеќе него сите 7 други врвни компании што се топ 10 на берзата. Само 3 банки. Од сите 7 имаат повеќе. Кои ќе бидат следните чекори доколку до нова година, како што баравте, рековте дека има и најавите и протести, како планирате да правите протести со луѓе вработени во приватен сектор? Сето она што ќе го побараат работниците од Сојуз на синдикати на Македонија, ние ќе излеземе во пресред со најформите што ни го нудат законот и уставот да протестираме, да штрикуваме, бидејќи низ минатото се покажа тоа дека единствен притисок да се седне на маса, разговара и даде денар повеќе на работникот. Не можам да се сложам дека државата сме сите заедно и сите исто, бидејќи низ годините се докаже која е подадената рака на државата, дека тоа се олигарсите и дека оние креираат политиката, да не бараат сега економисти во Сојуз на синдикати на Македонија. Работниците од приватниот мислам дека ќе се охрабрат и работниците од приватниот и работниците од јавниот, да не ги подценуваме. 138.000 луѓе работодавачи на државата. И не се сите во државата суди и доктори, него и во судот има дактилографи, во болниците има болничари. Затоа што сите се утепани, ќе кажам вака јавно и гласно, со плата. Од тие што го градат бруто домашниот производ и тие што се најбројни во државата. Кога ќе имаме следниот економско-социјален совет? Не е закажан за сега и не знам зашто се шпекулира до крајот на месецов или до крајот на годината, ниту има намера министерот Дурмиши после изјавата дека цените ќе растат, а платите дури во март. Ја мислам дека следно може да биде дури во март, како задолжително за да има едно согласување од мизерни 1600 денари, а до тогаш останува борбата да ни се приклучат сите што мислат дека треба и заслужуваат поголеми плати. Тука ќе нагласам, не сме сами против работодавачите и државата и сме против и другиот синдикат, сами против сите фактички, бидејќи никој друг не баре и мислат дека ако се такви неми послушници на власти и на газдите ќе бидат во право и ќе се задоволат со 24.000 денари За плата. последно прашање ќе ми треба цела емисија, меѓутоа морам да го искористам вашето присуство. Недела неработен ден повторно почнува потајно да се актуализира. Спекулира, да. Так. Меѓутоа, Сојуз на синдикати на Македонија не виде во минатото дека некој изгуби со недела неработен ден, ниту се намалија профитите, ниту се пожали некој работник дека му се работи во недела па доди да работи, така да мислам дека некој исконско право за да седиш дома во недела да одмориш со фамилијата не треба да се чепка. Исто така ќе предизвика и лава реакции, и протести, и штрајкови, сметам дека нема да го чепнат закон за работни односи во тој дел. Димитров? Јас мислам дека може да се направи мала измена околу, да речеме, овие самовработените или собственици кои работат, да не се ограничува дејноста и да не се ограничува, да речеме, интересно е, ќе влезете во самопослуга, кај што работи газата и неговата жена, и може да продава само храна, не смее да продава други производи, бидејќи било забрането, што има врска тоа со недела неработен ден. Значи, да се прошири и оние компании кои имаат, да речеме, потреба од 24/7 работа и така натаму, да се виде некои дејности кои се заборавени. Иначе мислам дека во поголемиот број од компаниите нема проблем со недела. За унгарскиот кредит само сакав да ве потпрашам вас, чисто какво е околу искористеноста таа тема малку се што слушам некаде околу 130 милиони се искористени од 250. Очигледно тоа не иде така брзо,
Знаете дека иде преку делонители банки, кај што се мора да направат добра анализа на ризикот, бидејќи банката на еден начин треба да ги врати парите, ако не ги врати Тоа беше една компанијата. од мерките за продуктивноста да порасте, затоа ве прашувам видите, дали имаш интерес кај вас. Значи, секоја инвестиција ја зголемува продуктивноста од државата. Прво, инфраструктурните капацитети, било што да се гради во оваа држава, додека се гради, позитивно влијае на економскиот раст и на продуктивноста. Но, некои од тие инвестиции и долгорочно враќаат повеќе средства, не само додека се гради, и влијат и на другите дејности. Некои од нив, за жал, само додека се гради, после тоа нема ефекти. Што се однесува до стопанството, друго е да купите автоматска машина, и ние збореме уште за машини, во Кина веќе има фабрики, само роботи работат, кај што нема луѓе. Значи, роботизација, дигитализација и така натаму, а друго е да правите дело на зграда, за да се покаже колку се Конкретно добро. ве прашав колку се искористени парите, Значи, средствата повеќе за... од половината се, ама многу е битно кај се искористени. Значи, и во двата области, дали се работи за инфраструктура, дали се работи за реален сектор, многу е битно за во што ќе ги вложите парите. Значи, ако ги вложите во опрема која ќе ви ја зголеме продуктивноста и во иднина ќе имате поголем раст, тогаш ќе има за сите, ќе биде добро. Така, ќе ви се благодарам тука, почнавме со синдикатот, завршивме со работодавачите. Се надевам дека на следниот економско-социјален совет ќе си подадете рака и ќе се договорите за сума некоја која што ќе бидат задоволни и работниците и стопанствениците. Ви благодарам уште еднаш за времето и за можноста гледачите да слушнат какви ќе бидат очекувањата за нивните финансии во иднина. Благодарам ви. Почитувани, јас ќе ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и до вербата која што ни ја давате. Следниот информативен блок се вестите во 20 часот со колегата Христо Марковски. Од мене пријатно.